Европската конвенција за човечки права, завршните документи од Хелсинки и сите други документи на меѓународната заедница со кои се заштитува човештвото, неговата сегашност и неговата иднина. Од името на тоа, бараме да се симне забраната со која нам, на македонците од егејскиот дел на Македонија, ни е одземено правото на враќање во Грција, поради тоа што не сме грци по род. Нам ни е одземено правото да ги посетуваме своите родители и блиски, своите огништа и се што ни е најмило. Ние сме лишени од правото да ги посетуваме нашите светилишта, гробовите на своите предци, на своите татковци и мајки, да ги посетиме пријателите и другарите во Грција. Уверени сме дека таквиот нехуман однос спрема нас не може, а да не ги навредува чувствата и на прогресивната јавност во Грција, некогашната лулка на европската цивилизација. Живееме во век во кој земјите и народите се определија односите меѓу себе да ги засноваат и да ги градат врз силата на правото, а не врз правото на силата. Затоа апелираме да се признаат и почитуваат сите права и македонското национално малцинство, правото на еднаквост пред законот, правото на заштита на македонскиот национален и духовен интегритет, правото на македонците да го изучуваат својот мајчин јазик и сите други основни човечки права. Ние не сакаме да се повтори нашата судбина ниту за едно дете на земјината топка. Ние не сме виновни што сме деца на загинати херои, кои братски еден до друг се бореа со најпрогресивните синови на грчкиот народ против фашизмот и против носителите на злото и ужасот. Свесни сме и уверени дека иднината на Балканот треба да се решава со соработка и разбирање, отвореност, комуникација и демократски слободен развој на народите и малцинствата во сите земји. Денес целиот свет се менува и минува низ процес на ослободување и сестрам подем. Ние се залагаме во тој свет на македонското малцинство да му се признаат најелементарни човечки права и достоинства. Националните малцинства што живеат на Балканот представуваат богатство и историска шанса низ културен надпревар на народите да се изградат цврсти темели на братска соработка и похумана човекова иднина. Пред нас се покажуваат врвовите на едно величествено столетие во кое треба сите луѓе да живеат во среќно заедништво, без закани и терор, без понижување и прогони, во толеранција и љубов. За триумфот на човештвото во векот во кој влегуваме, неопходна е добра волја и напор. Со помош на меѓународната заедница и на сите прогресивни сили, ние сме уверени дека конечно ќе се избориме против се она што ги разделува луѓето и народите, против сите видови неправди. Ние веруваме во подобра и во посветла иднина. Од собирот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, 1 јули 1988 година, Скопје. После толку години во државата дека демократијата се роди, нема никаква демократија. Благодарам многу.
Не ни се веруваше дека во едно место такво можеше да се случи ово со канадски пасоши, канадски граѓани, да треба да се вратат од една граница на една демократска земја која со нашата земја, дури Канада, е во еден сојузнички сојуз. И ова ние најстрого ќе го искористиме да работи против нив и ова е еден правен доказ кој ние ќе го последиме во Канада. Генерал Маркос, што беше водител на партизанството, триумфално се врати и во Атина го чекаа 20.000 грци, а ние македончината што се иселивме од егејскиот дел на Македонија во време на граѓанската војна, деца од 1 година до 15 години сме виновни и осудувани денес. После 40 години немаме право да се вратиме во нашиот дел, во нашите села, во нашите места, да ги посетиме нашите роднини и нашите гробови. Делови од нашата земја тирани гази и тираните нема да имат мир во себе си, зашто се виновни. И таа виновност ние ќе треба денес да покажеме на цел свет и да се бориме со сите прогресивни сили во светот, за да можат ова што го прават грците на нехуман човечки начин да се направи нешто. Јас се врнам после 41 година што живеа во Австралија. Јас сакам да оде тамо на мојата мајка да запала свечка, а тие не врнае нас. Како гледате, јас за втори пат се враќам да пробам уште еднаш да одам дали ќе ме пуштат грците на граница. И оние за втори пат не враќат. За прв пат после толку години, после 40 години, да го посетам мојот роден крај. Има Вујко кој се лечеше, беше ранет во Дак, се лечеше во Катланово, во Југославија и по лечението се врати назад и повторно падна во битката во Грамос. Ние не сме против грчкиот народ, знам дека грчкиот народ е народ кој не е виновен за овие сите работи што ги спроведува грчката влада. Само грчката влада е таа што денес докажува и се фали во светот дека таму е колепката на демократијата, ама за жал цела демократија ја извадија надвор и за себе си не оставија ништо. Што не жалам дека не можев да се искапам во морето, во нашето Егејско море. Жал ми е само, во сушност се избањав на пикникот, каде со све плачки од радост се фрлиме, каде градот Скопје и скопјани и цел македонски народ ни даде таков еден величествен дочек, али жал ми е, бидејќи имав намера да направам една могила за мојата мајка, и еве ги овде чековите ги носиме со жената со намера, бидејќи во времето на војната погина, имавме намера да правиме споменик, да се гледа местото на нејзиниот погреб со дедото мој покоен. За жал не ни дозволија и како што гледате денес сме пак на ово наше парче место, каде не ни е страв ни да зборниме ни да кажеме кој сме. I am pleased to send to you an illustrious group of Canadians who wish to maintain their links with their countries of origin. My warmest greetings on the occasion of your reunion. Canada is indeed fortunate to enjoy the contribution of such a rich mixture of people. Your association members can be proud of their role in improving and deepening Canada's ties with our European friends. Подписано от Prime Minister на Канада, господин Брайан Mulroney.